Представниците на БЕСА се пред еден голем предизвик да покажат дека се поинакви. Имено, кога предложивме ние еден амандман за бајпасирање на проблемите, беше одбиен. И тогаш јас реков дека слична ситуација имавме на претходната седница, недоговорени, исто така вие бевте похрабри двајцата тогаш и предложивте еден амандман кој што водеше сметка и за локалниот амбиент, а ние го лоциравме за владата, зборувам за компјутерите. Значи, јас како правник вака велам, од Аристотел тоа, има добри и лоши закони. Кај добрите закони не е важно само правото, туку и правдата. Зборувате со право, формално правно сте во право. Категоријата на која се однесуваат овие измени е она која што е сместена во домовите или аплицирала. Ама, ако е тоа дискриминација, а е, тогаш дали двојно ќе ги дискриминираме студентите, бидејќи во амбиент на COVID-19 ранливите категории на студенти стануваат уште поранливи. Тоа е таа категорија на која се однесува амандманот на колешката и колегата. И јас затоа ќе гласам за добар закон, а не за лош закон, и би сакала и вие да покажете таква спремност. Само така немаме ние друг начин. Ако чекаме, како што велите вие, со некој друг закон или со активност да се регулира овој проблем, ќе го чекаме годо. Оти чувме ние, нели, за студентските градови. Ја затоа реков Дизниленд. Значи, сега сте вие на потек да покажете дека еве ова е шанса да ја вклучите и оваа особено ранлива категорија. Оти мислам дека како на учители, како на родители, нас ни стои еве прашањето дали ќе дозволиме уште поголема дискриминација на веќе дискриминираните или барем ќе ја ублажиме со тоа што ќе овозможиме и на една заборавена категорија на студенти, исто така да има бенефит од измената на законот, и јас ќе го поддржам овој амандман, го најавив тоа, бидејќи штом без никаков договор суштината не била добар закон и антидискриминаторско однесување, еве сега на потек сме ние тоа да не го дозволиме. Ви благодарам.